Добро вечер, почитувани гледачи. Добро дојдовте во уште едно издание на емисијата од Наш агол. Јас сум Лиљана Георгиева. Еден од клучните двигатели во секоја економија се разбира и нашата се директните странски инвестиции. И не само заради парите, туку и заради високата технологија што доаѓа со нив и новите знаења. При тоа никако не смеа да се запостават домашните инвестиции, бидејќи тие носат решавање на многу деценискиот проблем со невработеноста. Мој гостин е министерот задолжен за создавање поволна клима за домашни инвестиции, господинот Зоран Шапорич. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до вас и до гледачите на Македонската радио телевизија. Најавив што е она за кое што би сакала вечерова да поразговараме, впрочем она што е и ваша директна ингеренција во владата на Република Македонија. Гледано од аспект на 6-месечното ваше работење, каква клима затекнавте? Што е она што во моментов го работите и се разбира што е она што го планирате да го сработите? Значи, како влада, ние сме речиси 6 месеци, ако не сме полни 6 месеци, меѓутоа мора да ги земеме предвид дека од 6 август беа распишани избори, дека во тој период многу активности не може да се извршуваат, бидејќи таква законската регулатива. Пред една недела заврши официјално локалните избори, така да она што е затекнато и она што ќе се работи како програма и план на влада, а тоа е внесено и во буџетот, бидејќи без финансиски средства нормално не може да се имплементира она што е зацртано, тоа е и понатаму останува определбата за странските инвестиции, меѓутоа кај овие странски инвестиции фокусот и акцентот ќе биде ставен за идните странски инвестиции. Во моментот имаме 18 активни, ќе биде на оние што ќе можат повеќе да ги ангажираат домашните компании, но се разбира и они кои ќе бидат носител на еден технолошки развој. Од сите овие странски инвестиции, само би рекол една странска инвестиција е Ванхол, која прави финален производ и која што може да ги абсорбира во иднина домашните производи, додека другите се воглавном подизведувачи за одредени финални производители. Така, например, оние фабрики кои што работат воздушни перничини или пак делови, одредени кабли за автомобилска индустрија, они работат за финален производител, да речеме за Ауди, за БМВ, за Опел, за Фиат и за некои други производители на автомобили, така да тие се само еден дел од севкупниот ланец во автомобилската индустрија, така да фокусот треба да биде ставен на она што ќе носи поголем технолошки развој и се разбира поголема продуктивност и поголем економски раст и можноста за ангажирање, абсорбирање на домашната економија. Темели ли на тој начин привлечни како земја, дестинација за инвестирање на странскиот капитал во услови кога сите земји од регионот практично се борат за привлекување на што поголем број на инвеститори? Точно, ако е, да речеме, лон индустрија, ако имате, да речеме, 100 милиони долари извоз, а 95 милиони долари, да речеме, увоз на материјалите, значи 95% е увоз, вие фактички добивате само 5% додадена вредност, која што пак се изразува преку ефтина работна рака. Се разбира, јасно е дека сите во регионот бараат и се борат за што поголеми странски инвестиции, тоа ќе остане понатаму, меѓутоа ако е странска инвестиција лон работа, да добивате материјал, да добивате се, а само да вградувате ефтина работна рака, тоа не носи кон технолошки производ, ако немате абсорција. Но исто така странските инвестиции остануваат битни, ќе кажам за бројки, дека фактички понатаму се предвидени значени средства, само на еден подруг начин за привлекување на странски инвестиции во буџетот, но исто така се предвидени и средства за домашни компании, за поттик на вработување, за подигање на технолошките капацитети, така да за економски раст се предвидени околу 3,2 милиарди денари, што е зголемување од 40% од ланскиот буџет и со тоа ние очекуваме и домашните и странските. Да. Колку сегашната регулатива практично овозможува еднаков третман на домашните со странските инвеститори? Во голем дел овозможува, потребни се евентуално мали корекции, но ќе се донесе програма годишна каде што ќе се реализираат овие средства и овие поттик на
инвестициите. Јас би кажал само дека околу милијарда евра, или подосна, ако рековте, ќе зборуваме за буџет, дека домашните компании ќе бидат етапно изедначувани со странските компании, бидејќи ако немате и собствено производство, кое што ќе биде пред се наменето за извоз, бидејќи ние сме мала земја, со мал пазар, мораме да бидеме што поотворена и што по-конкурентна економија и ќе има посебна поддршка од државата за јакнење на конкурентноста, како за малите, така и за големите предпријатија, на оние мерки кои што се за поттик на вложувања во хали, опрема, машини или пак истражување и развој, тие ќе бидат изедначени за домашните и за странските. Потоа домашните ќе можат за новите инвестиции производни, исто како странските да имаат во определен период 5 години да имаат ослободување од персонален данок, но исто така и од данок на добивка за новите инвестиции. Постојат ли одредени услови според кои што постојат, ќе може да бидат корисници на буџетската помош? Постојат, пак да почнеме од странските, значи ќе се инвестира во довршување на инфраструктурата во зоните, некаде околу 500 милиони денари се предвидени за подобрување на тие услови, но исто така ќе бидат издвоени средства на друг начин за привлекување на странските инвестиции. Нема да бидат оние скапи роучоа или пак рекламирање, туку или пак оние економски промотори. Овие активности ќе се одвиваат во рамките на економски аташеа во амбасада, кои ќе имат програма, план за работа, за привлекување. Ќе ги зголемите можеби нивните ингеренции? Молам? Можеби ќе ги зголемите ингеренциите на економските аташеа? Институционално во државата постои, освен се разбира владата, постојат Агенција за странски инвестиции, потоа дирекција на ТИРС на овие зоните, потоа овие економски аташеа кои ќе бидат во состав на амбасадите. Значи, за да прво ќе се намалат трошоците, второ тие ќе можат заедно координирано да настапуваат. Но да се вратиме на овие странски инвестиции, значи тие ќе бидат исто така добродојдени, но пред се ќе се фаворизира она што значи повисока технологија. Еве да бидам попластичен. Ако, да речеме, освен оно што се произведува во Република Македонија, ако донесат одредени странски инвеститори да не само производство, туку развој, конструктивно биро и така натаму, но тоа ќе значи исто за домашните инвестиции, и за големите и за малите предпријатија, или за големите или средните и мали предпријатија, ако инвестираат во технолошки развој, во сертифицирање на нови производи, така натаму ќе имаат или пак во оделение за развој, конструктивно и така натаму, што ќе значи и повисоки плати. Она што ќе значи потик за платите, кажав, она што важи за странските ќе важи и за домашните, меѓутоа ќе се стимулираат пред се отварање на оние работни места со повисока технологија, што значи стимулирање на плати, односно поддршка од државата за плати над 18.000 денари, што би требало да доведе до зголемен раст, потрошувачки и така натаму. Значи, целта е да имаме што повисок степен на додадена вредност. Како за домашни инвестиции, така и за страни. Ако имаме чисто само и понатаму продавање на ефтина работна сила, не може да има економски раст, не може да се остварат оние проекции и се разбира, не може да се развива економијата и пораст на бруто домашниот производ. На кое ниво ви се сегашните релации со актуелните домашни инвеститори, бидејќи во јавноста провејува некои информации дека се незадоволни од комуникацијата, релациите кои што ги имаат со новата влада? Па нема такви работи, бидејќи јас, колку што знам, не само јас, сите министри и премиерот Зоран Заев и вице-премиерот задолжен за економски прашања Ѓушев остваруваме бројни средби, и тоа како поединечни, како прием на тие средби, така и посета на тие компании, но пред се интензивна исто така релација преку Стопанската комора, Сојузот на стопански комори Северозападна комора и со други издруженија, Бизнис конфедерацијата, така да не знам, не сум слушнал за такви поплаки, бидејќи сите оние што
изразиле желба, биле примени, но исто така можем да кажем дека вашиот впечаток дека ќе останат во земјава, дека ќе продолжат со развој на својата инвестиција во државава? Мислите на странските инвеститори? компании, да, значи, во моментот. се она што е заклучено од претходната влада, какви и да се услови, тие ќе бидат согласно принципите на меѓународно комерцијално, односно меѓународното трговско право, испочитувани. Кај новите, исто така, ќе има одредени мерки, по новите мерки, но не имаме еден-два случаи ослободување од придонеси, тоа нема да го има, значи од здравствени и социјални придонеси, тоа се случуваше, но ќе имат еднакви услови. До сега се случуваше да тие сите договори со странски инвеститори под изговор дека се работи за деловна тајна, но имаат како класифицирани информации, ги има оние општите услови, но во посебни анекси различен третман и различни услови, што пак доведе и од нивна страна до, бидејќи ние зборуваме за деловна тајна, ние сме мала земја, постојат низа институции, и овие нови критериуми ќе бидат апсолутно транспарентни и за странските инвестиции и за домашните. Така да владата ќе остане посветена на странските инвеститори, има комуникација добра со нив, а сите оние договори, кажав, како и да се заклучени, на кој да се начин ќе бидат испочитувани, но исто така се разбира и тие странски инвеститори, она што го заклучиле, оние услови со претходната влада и тие ќе мора да ги почитуваат. Во иднина се работи на ист пристап, но се разбира на едни транспарентни, јавно објавени услови кои што ќе ги знаат странските инвеститори како да доаѓаат. Тоа знаете дека е долг процес, но посебен акцент на технолошки развој и на производи со повисок степен на додадена вредност и оние што можат да абсорбираат производи од домашната економија, од домашните производители, кои пак ќе бидат потикнати, односно поддржани од државата. За околу милијарда денари се предвидени за тој дел, од купниот пакет на 3,2 милијарди за потикнување, односно раст за економија, но исто така и околу милијарда денари се предвидени за отварање на нови работни места, но целта е да бидат тие квалитетни работни места, квалитетни во смисол на стручност, повисока усовршеност и така натаму. Да, колку е вклучен банкарскиот сектор во поддршката на домашните компании? Па видите, банкарскиот сектор, кај нас и тие сите приватни банки, се разбира, тие работат според своји услови. До сега можеме да кажеме дека банките воглавно беа заинтересирани да даваат заеми кредити на државата, односно во јавниот сектор, сметајќи го како најсигурен, било да тоа преку благајнички записи, кредитирање и на друг начин. А се разбира, кај нас се уште не постои развиеноста на проектно финансирање, но затоа Македонската банка за поддршка на развојот, таа ќе добие дополнителни средства да може да финансира оние производители кои што имаат добри проекти, кои што значат повисок степен на технологија, иновации, развој, отварање на развојни одделенија, да кажам, или сектори во своите компании и кои што ќе значат зголемување на конкурентноста, обезбедување на сертификати со цел да бидат што е можно повеќе извозно конкурентни. Бидејќи една мала земја, како што е Република Македонија, без извоз не би можела да има некој поголем економски раст. Како влада најавивте низа на мерки за поддршка на малите семени, така наречени бизнеси. Кои се од клучно значење, рековме, за абсорбирање на работна сила? Па кај нас малите и средните предпријатија, не само семените, се околу 80% од повеќе од 80% од го абсорбираат вработувањето. Значи, акцент ќе биде посебно на производните мали и можем да кажам дека сите оние мерки што ги набројав важат и за мали и за средни. Значи, за инвестирање, за нови инвестиции, на отварање на нови работни места, за зголемување на плати, но посебно има плюс 40 милиони денари за поддршка екстра, значи од овие средства што ги набројав, за малите и средни предпријатија кои се рбетот на македонската економија, но исто така кои покажуваат голема жиловост, но исто така тие се снабдувачи на големите
компании производни, бидејќи и тие самите големи компании не можат да обстојуваат, односно да имаат еден целокупен заокружен процес без поддршка и снабдување на овие делови. Така да само овој дел кој што е околу 50% поголем буџетски износ од минатата година, очекуваме да биде искористен во целост, бидејќи ќе ги потикне овие компании, а сите овие работи што ги набројав ќе може да се аплицира, апсолутно ќе има табели по поднесувањето на завршна сметка. Значи од март сите оние компании што инвестирале веќе, има најава, се разбира, кај некои ги потикнале, а некои од порано инвестирале, ќе можат да аплицираат и ќе можат да ги користат овие средства, а се разбира оние што ќе инвестираат во наредната година, каде што очекувам дека ќе има поголеми инвестиции во 2019 во март по поднесувањето на завршна сметка, исто така ќе можат да аплицираат по сите овие мерки. И мислам дека ова што е околу 50% изголемување екстра за малите и средни предпријатија, дека ова сума во 2019 ќе расте, бидејќи ќе ги мотивира тоа. Ќе ги мотивира, да, бидејќи имаат да 40 милиона денари имаат сега, но она се што значи преку фонд за иновации, преку инвестирање на во машини, опрема, во технолошки развој, зголемување на конкурентност, сертификати, нови вработувања, плюс важат и за мали, и за големи, и за средни, а овие 40 милиони денари ќе бидат само плюс екстра за овие мали и средни предпријатија, со што веруваме дека ќе дојде до поголема вработување, но и оно што е најбитно, економски раст и се разбира решавање на одредени проблеми со вработување, иако се разбира, како што е познато, постои недобра, неповолна структура на невработените, односно... Да, секако сакав и околу тоа да поразговараме. Неколку пати го споменавме буџетот кој вчера практично влезе во собраниска процедура. Сметате дека оваа сума која што е одвоена за поттик на домашното производство е доволно или секогаш може повеќе и за економски раст е 3,2 милиарди и реков за домашното е околу милиарда, потоа исто така и за странските инвеститори од ова што би било поддршка е издвоена солидна сума. Дел од тоа се претходно договорени обврски, дел ќе бидат понатаму. Секогаш се разбира, но зголемувањето од 40 и нешто посто за економскиот дел е сигурно многу значаен. Освен тоа што ќе биде околу 6 милиарди во патната и денари во патната и железничка инфраструктура, потоа во не треба да забравиме дека кои што исто така треба да донесат економски раст и вработување на нашите компании, но исто така ќе бидат инвестирани, како што кажав, за подобрување на инфраструктура, потоа зголемување 45% за рамномерен регионален развој, околу 6 милиарди за капитални инфраструктурни енергетски проекти, но се разбира и за решавање кои ќе значат и придонес во економскиот раст, значи продуктивни ќе бидат, нема во да се инвестира во споменици или некои такви активности, ќе биде во таква инфраструктура која што ќе значи вработување на домашни компании, но и решавање на проблемите на локалното население, па ако сакате и подобрување на услови, квалитет и еколошки пристап кон начин на живење на нашите граѓани. Мораме да кажеме дека само околу 18% од домакинствата се поврзани со систем на канализациона мрежа, што е еден многу низок процент, мора да се зголемува преку тие капитални инвестиции. Се разбира, тоа не е нужно преку ноќ, но од година тоа треба да се подобрува, не само заради нашите обврски према Европската унија, се очекувам да добиеме оваа година датум за преговори, да почнеме со преговори, каде што ќе има јасни и конкретни услови како треба да ги подобрите овие стандарди, туку заради самите нас. Да. Какви се вашите оценки за проектот минимална плата? Видите, проектот минимална плата е 12.000 денари, каде што дел државата го субвенционира. Имаше одредени реакции од помал број на фирми, меѓутоа се поголем број на фирми аплицираат за овој проект, бидејќи и навистина во денешни услови мораме да кажеме
дека 12.000 денари не е некоја сума, иако може би некој кажува дека е тоа проблем, бидејќи добар дел од таа плата ќе ја субвенционира државата. Така да... Очекувате успешност? Да. Новиот проект? Да, очекувам успешност и мислам дека треба да дадеме шанса прво на тој проект, уште сега отпочнува и мислам дека ќе даде своји резултати, подобрувања и се разбира она што го слушаме во јавноста некој, дека одреден број на работодавачи бараат поврат и така натаму, инспекцијските органи ќе треба да имаат засилена активност, но еве самиот почеток ќе можеме да зборуваме, да речеме, во јули, во август, дека работниците ќе соберат храброст и ќе се озважат сметам, да го пријават својот работодавач. Да, ако има такви случаеви, меѓутоа за нормално, значи, онако работно време, минималната плата е 12, тука не влегува преку време на работа и мораме да признаеме дека тоа не е, иако за одредени дејности најавуваат дека ќе има проблеми, не е некоја голема плата, се разбира и работодавачите ќе треба да покажат социјална одговорност и општествена одговорност, бидејќи дел од таа минимална плата ќе биде субвенциониран од државата. Се разбира, кај некој тоа ќе значи субвенција многу помала од 1000 денари, кај некој 3000 денари, зависно колкав е тој дел. Но, мислам дека ако поуставо сме социјална држава, треба дека не се работи за некоја, мора да признаеме, за некоја голема сума, така да тоа е помалце, околу 200 евра, 12.000 денари, не е некој терек, од друга страна е стварно баш минимална за... Зборуваме за домашни и странски инвеститори, меѓутоа во главно кај сите проблемот е практично ист. Сите се соочуваат со недостиг на квалитетен, стручен кадар, наспроти големиот број на невработени лица кои што се евидентирани во Агенцијата за вработување, но со несоодветно или без образование. Значи структурата мора на образовниот кадар не е поволна, мора да се промени. Во која смисла? Во таа смисла што ние мораме да инвестираме во технички кадар. Имаме недостаток на инженери, ако зборуваме веќе само за производство, технолозија, електромашински инженери и други инженерски струки, бидејќи голем дел од нив но исто така имаме недостаток од да кажеме со средна стручна спрема на одредени профили, техничари, заварувачи, високо квалификувани работници кои се преквалификуваат и отаму зборувам дека не е проблем за овие сегашните странски, бидејќи најголем дел се работи за на работници кои работат на линија, за кои што треба минимална обученост. Но ако зборуваме од една страна, мора да се вложува во техничкиот кадар, во образованието, да се даваат стипендии во иднина на тие кадри, но исто така нормално да бидат обврзани да работат. Размислувате веќе во овој Еве, само да се даваат стипендии, да се... Но, морам да повторам, ако вие инвестирате како држава во инженерски кадар и тој потоа готов вложила државата, значи во зборувам државата, не владата, бидејќи тоа се народни пари, во тој кадар, а тој готов кадар отиде во други земји, вие сте направиле добар кадар за други земји. Веројатно и на тој план има начини и форми. На тој начин да се стимулира, да добијат што поголем број на стипендии, но исто така зборувам и за среден стручен кадар. Веќе има една иницијатива од германски консултантски организации за еден проект кој во иднина во средни стручни училишта би се спроведувал, каде што би имале тие поголема практична работа. Тие ни кажуваат, например, во Германија, дека тие имаат 2 до 3 дена буквално работа во настава во практика, во одредени фабрики, погони, а кај нас е 4 дена, да речеме, во училишта, еден ден се на практична настава, но најчесто во кругот на училиштата. Така да мора се вкупни... Мора да се промени таквиот начин. Нема така лесно да се на промени, практицирање на праксата. Затоа е и таа мерка да се привлечат, да речеме, и странските инвеститори да оствараат овде покрајна, да речем, условно речено, едноставна работна рака, да што поквалификувана работна рака, ако се било која фабрика
дел, само еден мал од своето конструктивно, техничко или истражувачко развојно биро го пренесе овде во државата, тоа значи дека се работи за повисоко ангажирање на повисока квалифицирана работна рака и се разбира во тој случај. Морам за пример да кажам, еве имаме еден сектор каде што се случува со IT секторот, каде што порастот на платите на IT инженерите, на IT експертите доведува до веќе до стагнација на нивниот одлив, се разбира не апсолутен во странство, бидејќи тие остваруваат овде добрите IT експерти, работејќи за наши компании или за странски над 1000 евра и ако се случи во еден догледен период со друг технички кадар, се разбира тоа би значило намалување, односно стопирање на одливот на младите стручни пред се технички кадри. И мислам дека на тој начин може да се постигне, но ако зборуваме за реформа на образованието, тоа треба целокупниот од основно, средно, па до високо. Меѓутоа, од некаде треба да се почне, за да се промени ваквата слика. Еве, конкретно ве прашувам вас како универзитетски професор. Колку според вас студентите кои што, еве, вие ги едуцирате, се подготвени по завршувањето на високото образование или по добивањето на дипломата се вклучат во реалниот сектор? Значи, јас зборував за техничкиот досега, бидејќи кај нас пред се општествените науки кај што предавав во Американ колеж, таму имаме правни, политички, потоа имаме архитектура и од техничкиот дел и IT, и останатите се општествени, подготвени се, да, и ако зборувате конкретно, тој е, сега да не испадне реклама, пето рангиран, односно прво рангиран приватен универзитет, од каде што потекнувам јас. Смета дека покрај теоријата успешно ја владеат и праксата за да можат да бидат компатибилни на потребите на компаниите, значи без разлика дали станува збор за технички или за општествени науки. Имаме, например, се практикува, верувам и на другите универзитети, што повеќе да бидат, ние зборуваме сега за новина. Јас кога студирав право, ние поминувавме добар дел во судовите, во адвокатура, како практична настава во обвинителствата, потоа во правобранителствата во компаниите и така натаму. Што повеќе практична настава, што повеќе присутност во, да кажам, во фабрики, во институции, значи поголема обученост. Меѓутоа, сепак треба да се работи на севкупната реформа, да се постават по мене одредени критериуми, но исто така за да има доволно квалифицирана работна рака и да се подигне конкурентноста на домашните компании. Што се случува кај нас? Кај нас, да речеме, домашните компании вложуваат мали и средни, што е предпријатија, производни, погони и така натаму во одредени технички струки. Тие вложуваат, заварувачи недостасуваат или некои техничари, машински електрои, тие вложуваат во нивниот развој, ги обучуваат, ги лиценцираат и потоа тие заминуваат кај странските инвеститори, но потоа се случува, ако уште повеќе се усамнат да заминат и во странство, мора да има еден начин на потик на повисоки технологии, за да повисоките технологии можат, технолошки работни места, да значат и повисока плата и оттаму ќе се стимулираат колку повеќе плата, толку повеќе ќе има поддршка од државата за отварање нови работни места. Минимум ќе биде, не зборуваме за минимална плата, туку еве зборуваме оние што ќе имат над 18.000 денари, тогаш ќе можат да добиваат субвенции, колку повеќе плата, толку повеќе субвенции, односно отварање на работни места, до максимум до 4.400 евра по работно место. Но ќе има исто така еден дел, него нагласив од буџетот, преку одредени други институции за така наречени брзо растечки предпријатија, посебно мали и средни, кои што ќе имаат додатна поддршка од државата, кои што пак може да бидат како еден вид на локомотива на стопанството, кои што ќе значат, ако значи брз раст, значи нивниот пораст и на вработеност, и на обрт, и на извоз и така натаму. Да, има ли простор за поврзување на домашните со странските инвеститори? Значи, јас кажав, има сегашната структура на странските инвестиции не дава голема поволност, не зборуваме значи за користење на услуги адвокатски, сметководствени, па не знам, храна и така. Иако мора да кажам дека има некои странски инвеститори во тие контакти кои што кажат дека ќе внимаваат дури храната, да речеме, или пак водите,
пијалоците ги набавуваат, се странски, не се домашни, но рекол дека во иднина ќе поведат повеќе внимание, ако се тие се разбира приватни компании, но како што кажав, ако зборуваме за сите овие компании, освен една, тие се извршуваат одредени работи. Ако зборуваме за Дрекстенмајер, за Кромбер, Шубер, тие се најголем дел, значи работат делови за автомобилска индустрија. И сега, нивниот финален купец и финален производ се овие автомобилски или пак автобуски, камионски брендови. Што значи, ако тие би решиле, да речеме, било која од овие фабрики, не зборувам за Ван Хул и за другите, кои што во иднина за кои што ќе верувам филм, ако решат само еден кабел да променат, нивки им треба постапка 3, 4, 5 години сертифицирање, за да добијат одобрение од финалниот производител, да речем Ауди, Опел, Фиат или било кој. Замислете сега тие да влезат 5 години за да ангажираат домашна компанија, но одредени ситни делови би можели тие да имаат, но например оние што производуваат повисок финален производ или пак финален производ, тие ќе можат, и затоа предвидено е во буџетот и за странските компании, ако ангажираат домашни компании, да добијат дел од поддршка. И мислам дека и овие што ги набројав, кои ќе можат едни мали, барем делови, да вградуваат и за тоа ќе добиваат поддршка, а оние што имаат финален производ, значи посебни средства во економски раст се посебен потик да ангажираат домашни компании. Да, сметате дека македонските компании ги исполнуваат критериумите кои што ги наложуваат странските инвестиции? Или ова исто така ќе биде дополнителен поттик, доколку имаат одредени пропуски? Еден мал дел и во разговор со странските инвеститори, они го кажуваат дека тоа се разбира не е лесен процес и не е лесна работа да е финалниот, но еден мал дел на производи би можело, не мали ситни делови, но може исто така тоа да биде дополнителен потик да ги ангажираат, но исто така домашните компании кои што вложуваат во подигање на конкурентноста, подигање на квалитет, кои што вложуваат во истражување, во развој, во сертифицирање на своите производи, во маркетинг истражување, освојување на нови пазари и така натаму, било да е тој кај странските фабрики или пак извоз, бидејќи тоа е извоз. Ако домашната компанија продаде кај странскиот инвеститор, тоа финалниот производ или производот ќе заврши во странство. Пред самиот крај на вечерашното издание на емисијата споменавте дека не планирате да ги задржите економските промотори кои што во моментов Значи, економските добар дел од нив не се веќе се вратени, не дадоа некој голем резултат според мене, но и според општите оценки, значи промоцијата ќе се врши на друг начин. Се планира околу, тоа етапно ќе иде, околу 20 економски аташеа, тие нема да бидат засебни, туку ќе работат во рамките на амбасадите и етапно ќе се промовира. А што се економските промотори? Па тие веќе се вратени на најголем дел. Значи, во моментот, речиси сите, се и без тоа им завршил мандатот и така натаму, така да промоцијата ќе се врши понатаму, но на еден друг начин ќе бидат во рамките на амбасади со одредена програма и ќе бидат координирани, така да ќе можете... И ќе го промовираат веројатно и домашното производство. И домашното сигурно, да, не само привлекување, тие нивната задача ќе биде да промовираат исто така не само странски инвеститори да инвестираат во Република Македонија, туку можностите ќе им помагаат околу организирање на сајмови, поддршка кон одредени контакти и така натаму, но се разбира штом ќе бидат во рамките на амбасада, трошоците ќе бидат помали, но исто така тие ќе можат натре да работат поголема координираност. Да, бидејќи сте дел од економскиот тим во владата, каква економска состојба може да очекуваат граѓаните во престојниот период? Па значи, како што кажав, јас длабоко верувам дека проекцијата за економски раст 3,2% ќе се оствари, па мислам лично јас и дека малку ќе биде надмината, за да може веќе во 2020 година да зборуваме за 5% економски раст, така да без економски раст, без производство, ние не можеме да имаме подобрување во надворешниот, односно намалување во надворешниот трговскиот дефицит. Ниту да зборуваме за
зголемен број на работни Па места, и квалитетни работни отварање на нови домашни и странски инвестиции. Не, квалитет, еве, сега е минимална плата, еве зборуваме за еден период, не зборувам било која од политички аспект, било која влада. Ако отворите вие ново работно место во овие услови за 6-7 илјади денари, вие апсолутно тоа, или што било направено во било кој период, тоа не можеме да зборуваме дека некој квалитетно работно место. Ако зборуваме веќе за работени, тоа исто така, зато добиваат они поттик да имаат 12.000 денари, меѓутоа ако зборуваме за нискока продуктивност, ние не можеме никогаш, колку и да биде таа ефтина работна рака, не можеме да бидеме конкурентни со Бангладеш или некои други земји каде што заработуваат $1 на ден. Далеку од тоа, затоа не е само да отварате работни места, зборуваме економски работни места да бидат, не само вештачки да давате, да речеме, субвенции за работно место кои не значат раст на производство, кои не значат економски раст, тоа се по мене бадијала би биле фалени средствата. Затоа мора да вложувате во оние работни места кои се квалитетни и кои што имаат одредена плата. Реков, минималната плата 12.000, но ориентацијата да се вложува во работни места кои ќе бидат обезбедуваат надошум, значи високо стручни. И овие 12.000 да предизвикаат домино ефект. Па делумно да, ќе зголемување на примањата и кај останатите. Платите како плати не може само со административни мерки, мора да порасне економијата, да имате раст. Ако имате раст, тогаш веќе е можно и поврзување на пораст на технологија, пораст на производство, пораст на извоз и пораст на бруто домашниот производ. Без раст, нормално, економијата и државата не може да оди напред и сите сили треба да бидат кон тој економски раст. Ви благодарам што бевте дел од вечерашното издание на емисијата од наша. Благодарам. И вам, почитувани гледачи, ви благодарам што и вечера бевте заедно со нас. Се гледаме следниот вторник. Пријатно.